Добар ден, почитувани, ова е почетокот на уште една нова Телма амбуланта. Бројни проблеми може да се јават со стапалата: враснати ногти, габични ногти, задебелена плочка на ноктот, жулеви, суви петици со длабоки бразди. На каков начин се третираат и негуваат проблематичните стапала? Како правилно да ги сечеме ноктите за тие да не зараснат во околното ткиво? На овие и многу други прашања одговор ќе побараме од Кристина Христовска, специјалист по медицински педикир. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, а ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Останете на Телма. На каков начин се негуваат и третираат проблематичните стапала? Ќе ја запрашаме Кристина Христовска, специјалист по медицински педикир од студиото за медицински и естетски педикир на ИША. Кристина, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добро ве најдов. Која е разлика? Благодарам за поканата. Ви благодарам и вие што ја прифативте поканата и што дојдовте денеска во нашето студио. Која е разликата помеѓу медицинскиот педикир и оној обичниот естетски? За разлика од естетскиот педикир, медицинскиот педикир вклучува третман на болни стапала, болни ногти, враснати ногти, габична инфекција на ногти, жулеви или клавуси, хиперкератоза на петите и нега и превенција на диабетско стопало. Тоа е широка една проблематика и состојба која што е честа појава. Така, и овој педикир го изведува стручно лице кој што има обуки во оваа област? Да, секако третманите се изведуваат зависно од проблематиката. Прво се одлучува што да се работи, на како да се пристапи и потоа со редовни третмани имаме успешни резултати на кои оние кои што доаѓаат, кои што се клиенти, кои што имаат некаков проблем со стапалата. Да. И сега, за да немаме проблем со ноктите, како правилно да ги исечеме? Тоа е можеби клучното прашање. Секако, најчеста појава со враснат нокт или игнус инкарнатус, како што го викам, како што е називот на латински, е најчеста појава со погрешно сечење. Погрешно сечење, потоа тесни обувки, патики или чевли, прави непријатност, болка, црвенило и многу често се случува. Така, многу често се случува да врасне некој ног, најчесто тоа се случува на палецот? На палецот, да, се случува и на другите ногти, но на палците највеќе. Проблемот е неправилното сечење и предлабоко сечење. Значи, некој на брзина кога ги сече ноктите дома и ќе погреши во начинот на сечење и потоа ние го коригираме и го средуваме. Дали ноктот секогаш треба да се исече рамно или пак заоблено? Па препораките е рамно да се сече и да се остави 2-3 милиметри да не е предлабоко исечено, ама тоа зависи ако е рамна плочката. Треба да биде правилна и рамна плочката. Ако самиот нокт има друга конституција, тогаш треба малку заоблено. Значи, ивицата околу оној слободниот рап на ноктот да биде слободна, значи малку да се исече само, не да се оди предлабоко. А со што да ги сечеме ноктите? Со грицкалка за нокти или пак со ножичка? Во домашни услови сите имаме грицкалка дома или ножички, кој како е навикнат, полесно е со грицкалка и побрзо, така велат клиентите, ама ние работиме со специјални инструменти во различна големина, тие се цангли и постапката на сечење зависно, пристапот секој нокт си е различен. Кај некој треба едната страна да се ослободи, кај некој треба рамно скроз да се исече, зависи. Многу е деликатно тоа, да. Што препорачувате во домашни услови, да користиме грицкалка бидејќи е полесно или пак ножичка? Па ножичка, мене ми е препорачувам ножичка бидејќи повеќе контрола имате со ножичката и поголем отвор може да се кога се сече. А грицкалката има ограничен покрет и сега ако некој нокт е малку поздебелен, може да спукне незгодно или така да се случи таква непријатност. Ќе проговориме уште малку за негата на ноктите. Дали откако ќе ги сечеме на нив можеме да нанесеме лак, односно гел лак,
бидејќи еве сега ни Сезона, предстоја, да. летниот период, носиме сандали, апостолки слично. И многу ево тренд гел лакот. Да, често бараат клиентите гел лак да се нанесе, меѓутоа ние препорачуваме на ноктите на стапала да биде обичен лак. Зошто? Бидејќи гелот оди со фаза на печење, значи постапката, хемискиот процес е таков, мора да се мачкаат 3 слоја, па потоа топкоот има поголема цврстина. И таа цврстина притиска на ноктот и потоа во чевли или во патики е непријатно и можеби некоја скриена инфекција да има почетна габична инфекција и тоа дополнително ја зголемува причината. Потоа кога ќе го извадат гелот и може да се примети промена на ноктот, жолтеникава и така. Така да обичен лак е во ред да се става. Дури јас често им велам, оставете ги ноктите да дишат барем во зимскиот период, да си бидат слободни, не лакирани. За да биде ноктот здрав. За да биде ноктот здрав, Така. да. Веќе споменавте дека често се случува ноктот да врасне. Што во тие ситуации може да се направи? Причините за враснат нокт ги кажавме претходно. Мојата работа е да се санира проблемот, значи се санира со отстранување на проблемот, на клинот. Ние велиме тука обично некој парче има останато што е заборавено да се досече, да. И потоа се тампонира со специјални стерилни кополина, се викаат тие гази. Се дезинфицира местото и после 24 сата, после преврска, доаѓаат кај нас повторно да се прегледа и да се види што понатаму. Вообичаено, ако е состојбата заборавена или се плашеле да дојдат на медицински педикир заради болката или на некого му е срам и така, тоа кога се одложува проблемот, поспора трае лекувањето. А ако се фати на време, тогаш лесно оди, со еден третман можеби. Болен ли е третманот? Па не е болен третманот. Најболни нокти се оние кога се враснати и има плюс гранулацијско ткиво од страна. Што е тоа? Гранулацијското ткиво е Тоа кога црвенило како црвенило, да, се јавува и плюс тоа се збир на крвни садови кои што се јавуваат од инфекцијата, предизвикана од некоја бактерија. Вообичаено кога се прави обработка, ние земаме и бриз и потоа брисот, со резултатите од брисот, матичен лекар или дерматолог препорачува антибиотик, вообичаено треба да се пие антибиотик и да се прават редовни купки, хигиена на нозете, да, и потоа се става антибиотска маст, обично на местото за да се доаѓаат на контроли. Така, постепено имаме супер резултати околу тоа. може ноктот да продолжи да расте во погрешна насока? Може. Не, после третманот ние го насочуваме. Значи, откога ќе се санира проблемот, треба да зарасне раната. И после одреден период од 3-4 недели користам на протеза, тоа е специјална протетика на ног, 2HO се вика. За целта е да се фиксна е протезата и целта е да се насочи правецот на ноктот. Значи да се даде правилен раст, да се усмери и имам одлични резултати со тоа. Многу е лесно, затоа што На социјалните мрежи има некои фластери за кои што може да се прилепат на плочката на ноктот, кој што враснува, за да растат како што треба. Што говори вашето искуство? фластерот, да, ги биде имам тоа решение? забележано тие, ама тоа е многу мала помош, мислам не функционира тоа. Фластерите се ставаат они ги ставаат на плочката, па не, тоа не е решение. Не е решение. Значи медицинскиот Медицинскиот педикир всушност да. нуди решение на
еден ваков непријатен проблем кој што понекогаш може да се јави дури и кај деца. Да, често. Често посебно во онаа фаза на раст и развој, пубертетот, од 10 години до 18 често, повеќе имаме процент со момчиња. Тие некако многу бргу растат, се извишуваат и се поти стапалото, плюс и тоа е дополнителна причина за враснат ног. Може чорапите, да речеме, да создаде таков проблем, ако некој редовно носи чорапи? Може, да. Има некои патики? спијат со чорапи. Јас тоа ги советувам да диша ногата барем во текот на ноќта. Значи, повеќе слободно, да е слободна ногата, памучни, ако се чорапите да се памучни, и ако се потат стапалата, често да се менуваат чорапи. Спортуваат, младите се зголемено е потењето на ногата. Тоа треба да се превенира. И сега има различити формитети на ноктите, некогаш тие се задебелени. Дали кај задебелениот ногт секогаш во позадина стои некаква габична инфекција или пак едноставно може да е таков ноктот? Најчесто се габични инфекции, тие се дермафити предизвикани од некои типови на габи, кои што несвесно ќе се не сакајќи ќе добиеме од некоја причина габата и потоа се развива во здебелен жолт ногт, има непријатен мирис и така. Но има и друг тип на ногти, на здебелени ногти кои што може да бидат од повреда, од некоја деформација или генетска предиспозиција. Често сретнуваме и псоријаза на ногти. А тоа се констатираат кога ќе се земе бриз, стругутина од ноктот, се става во стерилна врекичка и на микробиологија се испитува. Вообичаено излага 1 до 2 мешани габички, мешани инфекции и во некои случаи не се детектирани пак. Кога не се детектирани габички, тогаш препорачуваме хербални масла, да се омекне ноктот, да се измазни, редовни месечни третмани за да има резултат. Има резултат. Ноктот може да се врати, да биде повторно нормална плочката на ноктот? Може да се врати, да. Само треба време. За ноктите на нозе 6 месеци до 18 месеци. Значи сите оние кои што имаат некаков проблем со сечење на ноктите бидејќи тие се крути и дебели, значи доколку плочката е дебела, ако применат одреден третман би можеле да го регулираат, да го решат овој проблем. Да го решат, секако, да. Ова е добро да се знае. Ајде да проговориме и за габичите нокти, кои што се исклучително чест проблем. Како изгледа габичниот нокт? На кое место најчесто започнува инфекцијата? Најчесто започнува на палецот, на ноктот на палецот, но може да биде и на некој од малите прсти, но најчесто започнува на палецот. Тој изгледа жолтеникава, кафена боја. Кај некој случај, ако има и траума на ноктот, тогаш е црно. И во аглите? Кога ќе се јави на аголот на ноктот, на горниот агол, тоа е габична инфекција или не? Па, тоа е некој слободен рап на ноктот. Значи, тој кога мора да има малку онака луфта. Некој велат, тука имам габички. Не е тоа габичка, него тоа е дел од кожата, под ноктица, сува можеби кожа и така. Тоа е најлесната варијанта. Но габичниот нокт веднаш се препознава. Веднаш се препознава и при обработката се отстранува целиот вишок на сувиот дел од ноктот. Така, можеме да видиме тука некои од фотографиите, како сето тоа изгледа. Значи се отстранува, така? И потоа... Да, се отстранува, потоа се... Така еве ги на мониторот можеме да ги видиме. Би било добро да ги погледнеме и на видеозидот. Ова е веќе нешто сосема друго, ке проговориме и за жулевите. Така, значи габичниот нокт се отстранува, мора да се отстрани за да се лекува, да. Значи тој мора да се отстрани, да се дојде до здравиот дел и потоа со препорака со секојдневни топли промивки. Така, ова е габичен нокт? Да. Тоа беше габичен нокт и колку време му е потребно за да се нормализира? Па еве, не, ова е траума, така, ова е габичен нокт. Ова е габичен нокт. Ова е првата фаза после обработка. Значи клиентот дошол во таа состојба, а во првата фаза вака изгледа кога се отстранува и докај што не е дозволен. Третманот е безболен, бескрвен,
Едноставно само се работи со цангла, со ножички и со стругање околу, со специјални борери кои што третманот дури и пријатен, они велат, значи она ми е олесна. Така, но пред да го направите третманот, секогаш се испитува на микробиологија што е причинителот на... Па јас им препорачувам, пред да почнам со работа, па ги прашувам клиентите дали сакаат да испитаат кој тип на бактерија, тоа е кој тип на гавичка и како да се договориме за третманот потоа. И потоа во соработка со дерматолог е целиот процес? Со дерматолог или соматичен доктор, вообичаено дерматолог. Бидејќи потребно да се користи терапија, претпоставам некакви креми? Потребно да се користи терапија доколку е зафатен и матриксот, значи доколку е продлабочена гавичната инфекција. Во тој случај е добро затоа што докторите си знаат и даваат терапија системска која што треба да се примаат и лекови и плюс да се мачка ноктот секојдневно и секојдневни топли промивки и купки за да се подобри циркулацијата и да порасне здрав нокт. Колку време обично е потребно за да порасне здравиот нокт? Па зависи, ако се отстрани нокната плоча подлабоко, тоа 6 до 12 месеци зависи. Значи целиот процес на лекување не е брз и не е преку ноќ, не може да се очекува со еден третман да се реши проблемот. И сега мора ли инструментите што ги користите, ножичките, турпиите, сето тоа да биде стерилно за инфекцијата да не се прошири? Секако Како се работи медицинскиот педикир? Стерилизацијата на инструментите е основна работа, тие ни се припремени наутро. Та, и ве ги ни донесовте, така? Да, овде ви донесов да видите како изгледа еден сет. Така. Со секој индивидуален, значи индивидуален и стерилен сет си има секој клиент и се обработува се што ни следи во текот на третманот, потоа тоа се стерилизира повторно. Така, најважна е стерилната. Дури дома мене ќе ме прашаат дали да користам од сопругот или од сопругата ножички, така дали може да ми се пренесе. Препорачуваме да секој да има сопствен сет или ножички или турпија, тоа да си биде за лична употреба, затоа што е лично. Така. Сега, кога некој има ваков проблем, може ли, да речеме се јавила габична инфекција на ноктот на палецот, дали е голема веројатност дека таа габична инфекција ќе се пренесе и на другите нокти? Не мора да значи. Не мора да значи, вообичаено таа кога ќе се насади во палецот, тука останува, ретко се шири на другите нокти. Тоа е зависи од случајот. Зависи од случајот, треба да има некоја и предиспозиција, например, гавични инфекции може да се случат и од некои лекови, од некоја терапија, каде што е нарушен имунитетот и може да се прошири, мислам, на сите нокти. Ние сретнуваме и гавични инфекции на раце. Од лош маникир, од нестручен маникир, од нестерилни инструменти и од гел лакови. Од гел лакови? Да, и од тоа што е исклучително па кога ќе се преструга или кога ќе се навлезе подлабоко во кутикулата, ако некој нестручно го работи, тогаш може да се повреди. Да, на социјалните мрежи можеме да видиме такви кратки видеа како се прави педикир или маникир и се длабоко се засекуваат за ноктиците, потоа се турпија, се турпија ноктот, прилично агресивно. Треба понежно, повнимателно. Значи маникирот го работиме многу внимателно, многу дискретно. Си има специјални мали фрези за маникир кои што се обработува како значи многу минимално да се отвори нокната плочка и да се припреми за лакирање. А смее на ноктите на нозете да се отстранува длабоко за ноктицата? Не препорачуваме, само оној дел како вишок е, многу мал дел се отстранува, не да се сече или да се инвазивно да се пристапи кон тоа. Да. Кога медицинскиот педикир во случај да некој да има габични нокти е решение, а кога посетата на хирург за отстранување на ноктот?
О, да, и таа е состојба. Така, тоа е дилема. Кому да се обратат? Дали Да. да отидат на медицински педикир? Еве, можеби некој не знае дека има медицински педикир. Кога да отидат на медицински педикир, значи не естетски, медицински, Да. а кога да поидат кај пластичен хирург за да се отстрани ноктот? Ќе го спомнам, да, за ноктот. Значи, проблемот со враснатиот нокт, доколку случајот се продлабочи и има заболување на ткивото, панарициум, значи кога ќе се зафати малку поголем дел од ткивото и дури ние забележуваме тоа дека е проширено црвенило нагоре кон прстот, тогаш веќе реагираме да се оди на хирург и да се... Тоа е екстремната фаза. Значи се надевам Дека до до таму таму да не се треба дојде, да, тоа е екстремната фаза. Не треба да се чека. А луѓето не се информирани, мислам сепак овој занает, јас ќе си го наречам, или професија е многу дефицитарен и дефинитивно решение е медицински педикир. Медицински педикир стручно, нели, кој што знае да го работи и да си го превземе случајот да се лекува до крај. Вие каде учевте за сето ова? Најголемото искуство и школа ми беше во Загреб за медицински педикир и целата проблематика што се вклучува околу тоа. Потоа следеа обуки во Љубљана за нега и превенција за дијабетско стопало. Така често се посетуваат новости што Мора се следат да се новитетите и следат трендовите во оваа област. Да. Ќе ги поканиме гледачите од овој момент, почитувани емисијата е контактна, можете да се јавите на телефонскиот број што ќе биде испишан на екранот и да поставите некое прашање кое што е поврзано со проблемите на стапалата и медицинскиот педикир. Кристина Христовска, специјалист по медицински педикир, е гостинка во студиото на Телма. Таа дава појаснување за сето она што е наша дилема во моментов и е поврзано со проблемите на стапалата и начинот на обработка и третман, а секако од овој момент ќе имате можност и вие да се јавите и да ги споделите вашите дилеми, но и искуства со проблемите поврзани со стапалата. Продолжуваме понатаму, доаѓаме до оној момент кога тесните чевли може да направат жулеви. Тоа се или волчје око се нарекува, така? Волчје око, да, волчје око на е вистинскиот македонски термин. Да, волчје око е на македонски. Тие се можне непријатни. И на кои места се може да се јават? Волчје око, жулеви народски како што се викаат, или клауси, нели на латински, постојат неколку типа. Може да е тврдо волчје око, кој што прави голем притисок и предизвикува болка. Вообичаено на малите прстиња се јавува, затоа што е предизвикано од тесни оловки. Да, чевли, посебно женската популација го има тој проблем заради штиклите. Чевлите со така штиклите кои што се со шпиц од напред. Да, се мачиме ние. Но сретнуваме и други типови меки жулеви. Тие се наоѓаат помеѓу прстите, вообичаено помеѓу четвртиот и петиот прст. Тоа е предизвикано можеби од некоја деформација која е спуштен сводот, од самото газење и прави притисок на едното со другото зглобче, од топлината на ногата и потење и триење се прави жули, тие многу болат. Велат клиентите дека многу ги болат. Имаме гледачи, потоа ќе продолжиме со волчјото око, начинот на кој што се решава овој проблем. Добар ден за првиот гледач. Сакам да поставам прашање. Поздрав до студиото. Ви благодарам. Имам внукичка, значи сега почнува 9 месеци. Уназад 3 месеци, 4 месеци се јавуваат на палчињата на ножињата, значи црвенило од внатрешниот, надворешниот дел на местото, значи на ножето, на прстето. И да го сечеме ноктето и да го пуштеме право да го сечеме и да не го сечеме, да пробаме некое време малку исчезнува, него повторно се јавува црвенило и како оточе црвенило на отечено мерце. Така. Што е причината? Не носи чевелче, значи така. Само на едни шпилкознички. Ништо, значи, нема нешто да го иритира.
Ви благодарам за вклучувањето, да немавте под прашање. Не разбрав, 9-месечно бебе? 9-месечно бебе, да, кај бебе е ова. Да, ова педијатарска, предпоставуваме, Добро, состојба, но и сум имала случај и со 6-месечно бебче. Ноктите на палците кај бебињата се многу тенки. Значи, треба да... Тој случај е решлив, доколку не треба да се сече длабоко, и треба да се користат масла. Например, ја обично им препорачувам најнежно е бадемовото масло или некоја вазелинска маса, за да се малку да се омекнат рабовите на ноктот. Тоа секојдневно да се применува? Секојдневно, дури може и 2 пати на ден. Не треба длабоко да се сечат, а дури можеби кога се бања да се стави малку морска сол или нешто во кадичката за да се омекне тој дел. Ноктот се адаптира на матриксот, значи расте, му треба време да... Кај некои случаи така, можеби ако малку е по-дебелко ноџето или тука околу ноктот по-кровнесто, да се случи таков случај. Сум имала, ама ли не треба длабоко да се сече. Значи да не се сече длабоко и дури 2 пати на ден, масажа со некое масло. Масленце, да, малку да се мачка да биде. За да омекне. Ајде да ги слушнеме останатите прашања на гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до емисијата и до Ви благодарам. Јас имам проблем со жулеви. Пред известно време бев пред Нова година во една ординација ми ги третира, но пак ми се појавија. И да речам подолго време ги имам тие. Дали е решлив тој проблем, од што настанува? Имам многу мак. На која позиција се жулевите? На башка кога ќе клекнете, да речам, кај што се превиткуваат стапала. А долу на табанот, не се на прстите? Не, на табанот, на да. На табанот, да, ние да. Сега се извинувам што ве прекинувам, дали може да ми дадете контакт доке вас да дојдам на преглед, пошто не се уклучив од почеток на емисија. Така, денешната гостинка е Кристина Христовска, таа е всушност специјалист по медицински педикир од студиото за медицински естетски педикир на ИША. Може да се јавите по завршувањето на емисијата, ќе ви дадеме дополнителни контакти. Ви благодарам за вклучувањето, вие еве повелете да дадете одговор. Затоа прашав каде на која позиција се. Кај некои жулеви може со еден третман да се постигне резултат и тој да не се појави повторно. Значи се средува и исчезнува. Но кај вакви случаи кога е на табанот доле, вообичаено жулјот се крие во некоја наслага. Третманот кај нас значи, се отстранува со техника скалпер вишокот на мртвата кожа, потоа со друг тип на скалпер, не е болно ништо, се отстранува малку подлабоко се чисти, потоа со фрези се мазни местото и се препорачува какви креми да се користат. Кога има долу проблем на таванот, препорачуваме да се направат влошки, значи индивидуални влошки, бидејќи тука има некое зголемено оптеретување и повторно како рецидив тоа ќе се јавува. Зависи кај некој месечно, кај некој ќе го средиме па ќе дојде по 6 месеци по една година, но сепак зависи од газењето. И од склоноста, некои имаат многу сува кожа и тоа повторно и повторно се повторува, но пак ќе напоменам со редовни третмани и секојдневна нега има олеснување на таа состојба и да можат да газат лесно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден за следниот гледач во денешната телма амбуланта. Од Скопје се јавуваме. Така, повелете. Имаме проблеми со габичната инфекција на палците, на двата. Така. Па ме интересира на десниот, дури ноктот кога ми ураснува во месото и чувствувам болка напред на палецот. И на другиот е поздебелен на левата. Па ме интересира како да дојдеме до контакт со гостинката ваша. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам. Како да се реши проблемот, а контактот ќе го добиете веднаш по завршувањето на денешната емисија. Студио на ИША. Да, студио на ИША, ние сме на Млечен, работиме со закажување и тоа ни е нас секојдневна работа и обврска. Со задоволство. Овој проблем кај господинот е исто честа појава. Ние ги велиме мешани инфекции.
кога има гавична инфекција и плюс враснат ногт. Тоа е исто непријатна состојба, но се средува. Се санира проблемот, се отстранува вишокот, се струга, се лекува и потоа си газите лесно. Така. Да. За се има решение. Ајде да продолжиме со волчиото око. Кога станува збор за жулјевите, понекогаш има некои луѓе посегнуваат по специјални фластери на кои што се нанесени одредени киселини. Да, тоа е 10% обично салицилна киселина. И потоа треба тие да отпаднат. Дали е тоа добро решение во домашни услови што може да се спроведе? Фластери не препорачуваме, бидејќи клиентите не знаат да ги употребат според упатството. Обичаено се става слој врз слој, често 2-3 пати на неправилно ги употребуваат фластерите и потоа настанува нарушување на и здравото околно ткио. Црвенила некогаш им се вува, Црвенило, а жулјот нема да падне. А жулјот нема да падне, затоа што тоа е таму негде длабоко. Затоа не препорачуваме фластери, ние имаме друг метод на работа и тоа што дава резултати? Секогаш? Секогаш, да. Особено ако е помеѓу, споменавте прстите? И помеѓу прстите, и долу на табанот, и од страна. Но проблемот се повторува, ако ве разбрав добро. И по отстранувањето може да се повтори. Зависи од позицијата на жулјот. Зависи Значи, од позицијата и зависи од колку долго го... Значи, некој што ќе се појави веднаш, се побарал решение на медицински педикири, го отстрануваме. А кај некој што е подлабок, постар жулј, кој што со години се набивало, треба повеќе третмани да се направат. Уште двајца гледачи очекуваат вклучување, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало. Во програма сте, ве слушаме и го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Добар ден. Јас ќе ве замолам само разговорот да го следите преку слушалката, намалете го тонот на телевизорот. И во интерес на времето ќе ве замолам што по-конкретно да биде прашањето. Ќе замолам од режија да го вклучиме другиот гледач, додека му објасните на овој гледач на каков начин треба да се вклучи. Добар ден. Ја не знам. Дали имаме гледач? Ние продолжуваме понатаму. Нека се јават гледачите повторно за да им биде појаснето на каков начин да се вклучат во програма, бидејќи имаме навистина малку време. Што е со сувите петици, кои што понекогаш може да бидат многу тврди, па да се јават и длабнатини, бразди. Рагади. Да. Сувите испукани пети, ние велиме има кератоза на петите и таа наслаги или кератоза. Често сувата кожа знае да направи пукнатини, но може и некој стапала што е зголемено потење да има и гавично заболување на кожата. Комбинирани се тие работи, многу е болно доколку пукне рагадата. Превенција за тоа е да не се да се прави редовен педикир медицински и да се употребуваат креми, маски за омекнување на задебелената кожа. Може тоа во домашни услови да се среди? Па може да се среди, само евака совет еден да посочам на гледачите, ако се работи со турпија, ние со Дејвид донесов, да. Ајде кажете ни како треба да се употреби турпијата, бидејќи тоа не сме да се користат метални турпи. Металните даваат многу брз резултат. Да, обично сите посегнуваме по нив. Има едни како ренде се. Да. Не сме да се користат метални турпи, треба да се користат вака мазни со гранулација. Ние 120. А оној камен што е за пети, тој дава резултати? Па не би рекла дека дава. Не знам, сега има и некои такви типови камења што при турпијањето се троши каменот, од некоја како пена е направен. Али тоа ние не го користиме.
Ние работиме со овој тип на турпија и потоа со фрези се мазни петата да биде скроз добра. И како сега, како да се иструга, вие да ни покажете практично? Да, потребно е да се турпија насува. Аха. Значи не сме да се влажни стапалото, не сме да се влажни турпијата. Значи на суво, пред да се тушират или пред да се прави купка на стапалата, да се поминат на суво петите. Со ваков тип на турпија? Да, со ваков тип на турпија, како прашина излегува тој вишок на со какви движења, кружни, важно ли е тоа? Важно е, ако се вообичаено рагадите се вертикално поставени, на петата се така вертикално, да, добро. треба во правецот на, значи да се турпија во правецот на пукнатината. Значи не хоризонтално да не се отвори, него да се измазни. На суво нема да сгрешите. Тоа е многу се измазнува, многу фина метода е. И потоа да се направи купка или нели туширање и да се нанесе хранлива крема, масна крема, сега има и многу убави креми со 5-10% уреа медицински за нега на стапалата кои што го успоруваат процесот на прајање на нови мртви клетки. И така со секојдневна нега може да се постигнат супер резултати. Понекогаш има задебелување со мртва кожа на долната страна на стапалата, на табаните. Како тоа да се отстрани? Дали со ножичка, дали со... Не. Исто во домашни услови само турпија. Само турпијата? Само турпија. Домашни услови само турпија, можеби блак пилинг да се направи на стапалата, крема да се нанесе и тоа. Инаку скалпери, ножички или некој може да се повредите. Може да се повредите. Има некои жилетчиња што ги ставаат нешто па сами пробуваат, ама тоа често е проблем. Значи може да се повредат. Колку често треба се прави медицински педикир кај петите кои што се силно задебелени и кај кои што има рагади? Обичаено еднаш месечно. Препораките се еднаш месечно, некои на 3 недели, кои што многу брзо ствараат хиперкератоз. Така, вообичаено еднаш месечно е редовна. Но хиперкератозите, односно ние задебелени места на петиците, не може со третман за секогаш да се отстранат. Не може, тоа се ствара повторно. Ние чекориме по 10.000 чекори дневно и се ствара триење, притисок од тежината, некој од деформацијата на стапалото, па на одредена точка се ствара, само таму се ствара. Еве да ни покажете кои ножички се добри за сечење нокти. Значи, јас еве ќе си дозволам ова да го отворам. Значи, дали да бидат закривени, дали да бидат рамни. Значи рамни не многу остри. Да, не многу остри за да не се повредите, да не се повреди другиот. Со овие клешти за ноктиците или пак оние нокти кои што се... Не, цврстите нокти многу лесно се сечат со тие цангли. Така, може да ни покажете. Важи. Значи за цврсти нокти препорачувате и во домашни услови да си набавиме нешто вакво? Може да се... Ови се професионални инструменти, не знам дали ги има во продажба кај нас. Начинот на сечење, бидејќи има овде еден малку заоблен дел, се почнува од едната страна на ноктот и се следи до крајот на ноктот. Многу лесно и безболно се сечат. Малите цанглички се потребни за ноктиците, а овој тип... Значи ова е за ноктици, така по малото? Да, за ноктиците, а овој тип на инструмент е ескаватор кој што ни помага тие жлебови околу ноктот да се исчистат. Да се исчистат, вообичаено се собира и онака под ноктица, сува кожа околу, кога ќе се ослободи веќе добива ноктот чувства како да дише, многу е пријатно чувство. Споменавте сега дека во домашни услови е пожелно да правиме купки. Еве ние тука ќе се обидеме да импровизираме една купка, значи ева лавор, со каква вода внатре, млака, топла? Млака вода. Добро. Млака вода, некој потопла сака кој има ладни стапала, убаво и потопла водичка да се стави. Значи не е проблем. Да. Потоа сода бикарбон имаме тука. Еве прочитав дека сода бикарбоната е добра за купка. Да. Содата бикарбона ја препорачуваме оној што има габични нокти. И колку сода бикарбона? Сода бикарбона се става една лажица. Една лажица, прилика. Немаме се тука или една лажица, кесичка.
Содата бикарбонат, доколку има габична инфекција, значи во оваа купка може да се додаде и 10% бетадин. Јод, да, во народот како јод, значи 4-5 лажици да се додадат во литро и пол вода и да се поседи 15-20 минути, да се направи топла промивка. Така секој ден да се применува, тоа е супер. А морската сол? Морската Да, имаме тука и морска сол. Колку морска сол? Морска сол, обичаено една лажица. Добро, Исто. еве една лажица, например, Убаво морска е, сол. има и во продажба и ароматизирани морски соли, па за да биде уште попријатно. ароматична, да, купка да биде попријатно. Попријатно чувството додека си седите. Така, и потоа ги соблакаме чевлите и еве го лаворот, ги ставаме нозет и колку време вака треба да одмараме? 15-20 минути. 15 до 20 минути. И колку често да го правиме? Па убаво е 2-3 пати неделно. 2-3 пати неделно. Да, убаво е 2-3 пати неделно да си посветите малку време на стапалата. Така, и на крајот на емисијата јас ќе си посветам малку време на моите стапала. Јас ви благодарам, Кристина, многу за вашето гостување во денешната емисија и Ви благодарам и ви вам. благодарам за советите. А еве Секако по со крајот на задоволство. емисијата може и јас ќе добиам некој конкретен совет што конкретно со моите стапала. Секако, благодарам. Почитувани, ви благодарам многу што не следевте и денеска со внимание. Ви посакувам пријатен ден.